Исклучиво поради административни причини, дивечот во ловиштата во Кочанскиот регион речиси цела година никој не го вознемирува. Имено откако на ловното здружение Осогово лани во октомври му истече концесијата, членовите ги закачија пушките и досега ги немаат употребено. Се разбира освен по некој тука и таму снаодлив кој се скрил од будното око на ловочуварските служби. На точно еден месец пред 11 октомври, кога вообичаено се пушта ловот на полски зајак, еребица и друг полезен дивеч, ловците од општина Кочани се во максимална неизвестност што ќе се случува со ловната сезона. Меѓусебно се прашуваат кој каде да се зачлени и на кој терен да лови. Едни се определуваат за здружението во Провиштип, други во Виница, трети во Чешиново. И на кочанските ловци може да им се наспевне среќата до стартот на сезоната, но само доколку објавениот тендер за концесии на ловиштата во атерите на Бања и Подлог успешно заврши и истите добијат стопанственик. Постапката ќе се спроведува забрзано, што значи дека ресорното министерство и државата ќе настојуваат овие ловишта да се стават во функција. Информациите кои кружат меѓу ловците дека во високопланинските ловишта ќе стопанисува Здруженијето на македонски шуми во Кочани, засега се шпекулативни, бидејќи конечна одлука за доделување на концесијата не е донесена. Дали тоа ќе се случи паралелно со доделувањето на концесиите за полските ловишта, ќе се знае до крајот на месецов. Покрај тоа се уште е неизвестна судбината на ловниот резерват Полаки, кој го одржуваат македонски шуми, но без право да стопанисува со него.